Благодарам, почитувам председател со комисијата, почитувани пратеници, почитувана колешке Даниела Коева. Баш се јавив за реплика затоа што тоа што го слушнав од вас како образложение зошто нема да гласате за овој амандман, апсолутно не држи. Почнавте најпрво со популизам, за да поминете во манипулации. Каде бевте задржани на популизмот? Прво, рековте дека платите треба да растат. Рековте дека платите на администрацијата во собранието треба да расте и тоа е добро, и тоа е за поздравување, и дека тие убаво, вредно си ја работат својата работа, и тоа е за поздравување, и сега почнавте со манипулациите. Една теза, втора теза, се изготвува нов закон, не е овде местото, не може со амандман ова да се реши. Поставивте многу тези со кои сакавте да направите манипулација со цел да го образложите на крајот вашето мислење дека во овој момент нема услови да се зголемат платите на администрацијата во собранието. Тогаш јавно си го постави прашањето зошто беше потребна ова манипулација, зошто воопшто се јавивте за збор, што ви беше поентата на вашиот говор. Заклучив дека тоа е само јавување за збор само по себе, затоа што тезите кои ги поставивте се тотално депласирани. И баш за тоа се јавив специјално за реплика, затоа што некој од тие работи, односно се не држи. Прво, спомнавте дека администрацијата си ја врши својата работа и дека нормално за тоа треба да биде наградена. Тогаш зошто не го поздравите овој амандман и зошто овој амандман да не го изгласаме во интерес на администрацијата во собранието. И тука ќе беше сосема доволно, едноставно како пратеници се грижиме за дигнитетот на собранието. Значи не зборуваме за плати на пратениците, зборуваме за плати на администрацијата. И тука сите се согласуваме дека луѓето перфектно си ја работат својата работа, во сите сектори, во сите делови од собранието и заслужуваат да бидат соодветно наградени. Уште повеќе, зошто треба да бидат наградени? Затоа што во државата имаме галопирачка инфлација. Инфлацијата во овој момент ви е 20%. Зголемувањето на платите од 11% значи дека повторно нашите служби би добивале помалку примања како вредност на пари со инфлацијата која е производ на вашето владење. Значи, зголемувањето на платите само ќе представува едно мало надокнадување на животните трошоци. Уште се дрзнавте да кажете потрошувачка кошничка. Па таа секој месец расте. 54.000 денара. Како тие луѓе да се справат со месец за месец? Како да ги покријат своите основни трошоци? Знаеме дека платите на администрацијата не се толку големи. Сосема неоправдани се вашите тврдења дека ВМРО-ДПМН има грешка пристап при носењето, односно поднесувањето на овој амандман. Односно тоа се група на пратеници. Тогаш воопшто не го познавате правниот поредок и функционирањето на буџетот во оваа држава. Вие знаете дека службите во собранието зимаат плата согласно постоеното законодавство. Не зимаат плата во плико, не и дава некој на улица пари за тоа што го работат. Тоа е законска регулирана материја. И таа законска регулирана материја, согласно буџетот кој сега го расправаме, се дорегулира на кој начин тие луѓе ќе земаат плата и колку ќе биде тој обем на средства кои ќе го резервираме за плати на администрацијата во собранието. Тоа барем треба да го знаете. Сосема легитимно е, кога се носи буџет во расправа, во комисија и после на пленарна,
да се предлагаат амандмани. Еден од овие амандмани е баш во таа насока. На една позиција се пренасочуваат пари од друго место, што е сосема оправдано законска регулирана материја, со која ние вршиме делокација на средства од една позиција на друга. И ако тоа се изгласа, тоа ќе биде извршна одредба за владата. Односно, ќе мора да се преструктурира буџетот и да се донесе онаков како што ќе го изгласаме. Немојте воопшто да манипулирате, барем немојте да ги манипулирате службите во собранието. Барем тие го знаат и законот, знаат што е и буџет, седат овде додека ние расправаме, не обслужуваат со се и се што. И сега зборите дека нема законски основ. Значи, законски основ има, сосема е регуларен амандманот, а амандманот ако се изгласа, ако имате добра волја, како што тргнавте популистички во објаснување на својата теза, ова ќе стане реалност. За после да почнете повторно со манипулација. Припремате закон за плати и со тој закон за плати се ќе се уради. Кога ќе го донесете тој закон за плати? Во текот на овој буџет не се планирани средства за тој нов закон за плати. Ако го донесете, треба да има ребаланс на буџетот за да се синхронизира буџетот со новиот закон за плати. Тоа ќе, или можеби ќе, знаеме како функционира кај вас од Социјалдемократскиот сојуз. Евентуално, ако не се загубите во просторот и времето, можеби ќе го донесете пред избори. Ништо повеќе, ништо помалку. Обична манипулација и со службите во собранието. Не ви доликува. Знаете дека луѓето го знаат и функционирањето на правниот систем, и функционирањето на буџетот, го знаат и функционирањето на собранието. Барем тие знаат. Депласирано е со вакви едноставни манипулации да одиме во собранието. Кажете, немаме пари, не сакаме да одвоиме, готово, завршена приказка. Не е ништо страшно, на крајот на сите е јасна поентата, ќе гласате или нема да гласате. Ова е само дефокус. Се надевам дека ќе се преиспитате во своето размислување, во најмала рака ќе се демантирате себе си дека можеби, изјавете, можеби ќе го решаваме проблемот. Во моментот не го решаваме. Или кажете ќе го гласаме амандманот и ќе ја завршиме целата приказка. Во спротивно, барем во домот на демократијата, во домот на парламентот, пред нашите служби испаѓаме крајно несериозни. Благодарам.